Е можно повеќе луѓе да ги вклучиме со собствени идеи и да бидат дел од тимот кој што ќе испише новата програма на Социјалдемократскиот сојуз. Програма која што ќе потекнува од граѓаните и ќе биде за граѓаните. Програма која што ќе ја препознаваат и ќе се чувствуваат луѓето дека е тоа нивна програма и програма на таков начин пишувана може да биде само реална програма и остварлива која што ќе значи подобрување на животот на граѓаните на државата. Втората причина за подобрување на програмата која што имавме е да се вратиме на изворите на социјалдемократијата. И затоа сите мерки кои што се наоѓаат во оваа програма имаат нишка на една социјалдемократска вредност. На правдата, на солидарноста, на еднаквоста, на слободата. Нешто што овие 7 години се уназадува или го снемува полека во Република Македонија. Постојат три основни столба над кои што се базира нашата програма или идната програма на Социјалдемократскиот сојуз. Еден од клучните столбови на идната програма на СДСМ е впрочем и мото на целата кампања. Да ја вратиме средната класа во Република Македонија, заради тоа што тоа би требало да биде една основна политичка порака врз основа на која што ќе се базира идниот развој на Република Македонија. Без средна класа нема напред. Тоа е класа која што беше спокојна, многу луѓе кои што седат во оваа сала знаат што значи да има средна класа во една држава и нешто што е урнисано во овие изминати 8 години во Република Македонија. Денеска имаме 80% на граѓаните на Република Македонија кои што се сиромашни. И само мала група на луѓе кои што држат најголемиот дел од капиталот. И таа најмала група која што го има најголемиот капитал е околу власта. Премиерот, неговите братучеди и така натаму, кои што од ден во ден го зголемуваат своето богатство на грбот на секој обичен граѓанин на Република Македонија. Ние сме во моментот држава во која што постои најголема социјална раслоеност. Тоа го покажуваат статистичките податоци на сите официјални меѓународни институции. Само тоа не го покажува нашите институции во Република Македонија. Тие секогаш представуваат дека во Република Македонија се живее многу добро и дека состојбите се розови. И тоа мора да се промени. Парите кои што им ги зема од граѓаните и се богатеа со нив мора да ги вратиме назад кај граѓаните на Република Македонија. Мора да се направи поинаква распределба на богатството на државата. И мора државата да ја земе таа улога на редистрибутор на богатството. Вториот столб на кој што се базира оваа програма и кој што беше струшен во овие 7 години е да инвестираме во иднината, а не во минатото. Заради тоа што очигледно е дека наместо да се инвестира во историјата, треба да инвестираме многу повеќе во образованието. Наместо да инвестираме во мегаломански проекти од кои што само провизии има, а ништо друго, треба да инвестираме во здравството. Наместо да инвестираме во мермер, во бетон и во бронза, треба да инвестираме во инфраструктура, во капитални инвестиции во Република Македонија. Наместо во бродови, во палми, во жални врби, треба да инвестираме во здрава животна средина, а не да ни се случува тоа што денеска се случува во Скопје. И на тој начин да се овозможи што е можно повеќе простор за младите луѓе, да се овозможи поддршка на бизнисот и да се отворат нови работни места. Инвестициите во иднината значат да ги задржиме нашите млади генерации овде во Република Македонија. Тука да ја градат собствената среќа заедно со нивните родители и стекнатото образование да може да го искористат за унапредување на оваа држава. Секогаш тоа сме го правеле, секогаш кој било најтешко на Република Македонија, СДСМ бил тука. Така беше и во 90-те години, така беше и по конфликтот во 2001 година. Правевме се за да ја стабилизираме Република Македонија. И денеска повторно е време Република Македонија да биде вратена на вистинскиот пат.
Третиот столб на кој што се потпира програмата е да изградиме фер и правично општество. Бидејќи премногу е самоволието на власта во Република Македонија. Повеќе граѓани се чувствуваат несигурни. Мнозинството од граѓаните не веруваат во институциите на системот. Граѓаните не чувствуваат никаква заштита од државата. Нема апсолутна никаква еднаквост во општеството. Имаме поделби на Република Македонија најмногу досега по секаков можен план. И по политички, и по етнички, и по верски, и по економски план. И затоа ќе мораме да ги спречиме поделбите и да ги санираме од последиците кои што настанаа со таквите поделби. Затоа мораме да инвестираме во вистинските вредности, да се вратиме кон вистинските принципи на живење во државата и се она што е добро за развој на една држава да стане наш принцип на живење и на однесување на секој еден граѓанин, а тоа најдобро ќе го покажеме преку институциите на системот. Тоа е можно повеќе луѓе да ги вклучиме со сопствени идеи и да бидат дел од тимот кој што ќе испише новата програма на Социјалдемократскиот сојуз. Програма која што ќе потекнува од граѓаните и ќе биде за граѓаните. Програма која што ќе ја препознаваат и ќе се чувствуваат луѓето дека е тоа нивна програма и програма на таков начин пишувана може да биде само реална програма и остварлива која што ќе значи подобрување на животот на граѓаните на државата. Втората причина за подобрување на програмата која што имавме е да се вратиме на изворите на социјалдемократијата. И затоа сите мерки кои што се наоѓаат во оваа програма имаат нишка на една социјалдемократска вредност. На правдата, на солидарноста, на еднаквоста, на слободата. Нешто што овие 7 години се уназадува или го снемува полека во Република